Почитуван председателе, почитувани градоначалници, почитуван пратеник, почитувани присутни медиуми. Имавме доста турбулентен период во изминативе 100 дена. Не само што направивме неверојатен пресврат на политичката сцена во Република Македонија, туку општините ги вративме на вистинскиот колосек. Работата во локалните самоуправи повторно постигна едно значително високо ниво и наместо како нашите претходници да си одиме со завршување на работното време. Не само ние, туку и вработените во општинските администрации им воведовме нов начин на функционирање кој значи целосна предаденост и жртва во работата. Меѓутоа, она што ги интересира граѓаните не е колку работиме, туку како работиме. Ефикасноста во нашата работа се утврди уште во првите 100 дена. И наместо да прекинеме со сите започнати проекти, заради суета, политичка гордост и некоректност, со експресен од го завршивме почнатото, а веќе ја реализираме визијата која ја понудивме на граѓаните во нашите изборни програми. Општина Штип е најголемата општина во источниот регион и пред мене имам огромна обврска пред гласачите да ја докажам посветеноста, ефикасноста во имплементацијата на ветените проекти. Затоа нескромно стојам пред сите вас, пред целата јавност, пред граѓаните на општина Штип со реализираните проекти во изминативе 100 дена. За нецели 3 месеци воведов нов принцип на работа. Веднаш почнавме со асфалтирање на улици каде долго време, поради несериозниот пристап на претходните функционери, жителите на неколку улици во урбаната област на градот газеа во кал. Во централното градско подрачје за неверојатни 2 месеци го завршивме првиот опфат од конзолата на улица Васил Главинов. Во населба Караорман вложивме 2,4 милиони денари во асфалтирање на неколку улици. Истото го направивме и во населбите Железничка и Пребег, а веќе почнавме да го реализираме проектот Штип без кал, кој предвидува асфалтирање на улиците во сите приградски населби. Населбата Балканска беше заборавена, но ние ја ставивме високо на нашата градежна агенда и токму таму веќе асфалтиравме едно спортско игралиште. Во овој контекст ќе ја споменам и зоолошката градина во Штип, која повторно ќе стане место каде децата ќе уживаат и ќе учат за животните, а тоа се должи на блиската и интензивна соработка со зоолошката градина во Скопје. Иако ние градоначалниците милуваме да се фалиме со инфраструктурни проекти, сепак не го иззастуваме ниту спортот. Посебен акцент ставаме на сите спортски дисциплини во нашиот град, бидејќи Штип е град со голема традиција во многу спортови и тоа е единствениот начин за зајакнување на соработката со сите клубови на територијата на нашата општина. Навистина ми е драго што мојата визија се преклопува со желбите на младите, па затоа ја интензивиравме соработката меѓу младите и локалната самоуправа. Затоа што нивните приоритети се наши патокази. Веќе е во завршна фаза проектот за изградба на младински центар, а нема да изостанат ниту проектите за унапредување на социјалниот живот на младите. Квалитетниот спортски живот и рекреација, дека навистина младите се број 1 во нашата општина и ние силно се залагаме за нивниот напредок. Со огромна гордост можам да кажам дека за прв пат во историјата на нашиот град, највисокото општинско одличие, наградата 8 ноември, ја доделив на младиот математички гений Дамјан Давков, кој за жал беше изоставен од државата. Во таа насока се и одвоените средства за реконструкција на култниот дом на млади, при што за многу кратко време младите ќе добијат модернизирана локација за дружење и забава. Во населба Новосело веќе финансираме со реализација на спортско-рекреативен центар, каде обезбедивме содржини за сите генерации. Исто така, не смеам да ги изоставам и училиштата, кои се наш приоритет, па затоа во првите 100 дена во неколку училишта во нашиот град реализиравме проекти во вредност од над 5 милиони денари. Меѓународната соработка е високо на нашата агенда. Ја зајакнавме врската со хрватската заедница во нашиот град.
Тековните проекти и можности за идна соработка беа основите на средбата со амбасадорот на Република Бугарија, а таков начин на комуникација воспоставивме и со нашите американски и чешки пријатели. Врз основа на барањата на граѓаните, дури 37% од општинскиот буџет се за капитални инвестиции, а со кои предвидуваме 3 развојни проекти. Изградба на обиколница од булевар Гоце Делчев до Новосело, изградба на крстосница на пресек меѓу улиците Борис Крагер и Сремски фронт и изградба на фекална канализација во населба Железничка. Еден од овие проекти на очиглед на граѓаните веќе е во фаза на реализација и механизацијата е токму во населба Сењак, каде се уредува најопасната и најфреквентна крстосница во нашиот град. Почитувани, веќе е јасно, со нашата работа полека но сигурно ја оправдуваме довербата дадена од граѓаните. Ова е само почеток на она што ќе следува, а жителите на секоја општина од источниот регион ќе се уверат дека секој наш збор е апсолутна вистина и реалност. Ви благодарам.